Почитувани граѓани на Љубојно, на Преспа, почитуван градоначалник, директори на институциите кои што се денеска со нас. Секогаш со посебни позитивни чувства му се навраќаме на Љубојно во Преспа, следајќи го напредокот на иницијативата за основање на Центарот за грижа и промоција на македонски јазик во Старото училиште Димитар Влахов во Љубојно. Оваа иницијатива се покрена по повод 2 години од потпишувањето на договорот од Преспа, како и во чест на 76 годишнината од основањето на второто училиште на мајчин македонски јазик во Љубојно на 15 ноември 1944 година, само една година подоцна откако првото училиште беше основано во Дебарца и Подвис, уште за време на Втората светска војна во 1943 година. Со договорот од Преспа ги премостивме речиси 3 децениските разлики со Грција и ги обезбедивме нашите перспективи во евроатлантските и европските институции. Уште 2 главни придобивки произлегоа од овој историски договор. Се заштити нашиот идентитет во рамките на меѓународното право, да се идентификуваме како македонци, кои зборуваат македонски јазик, а со тоа се потврди и нашата култура и културно наследство. Центарот за грижа и промоција на македонскиот јазик во Старото училиште Димитар Влахов во Љубојно, за кој владата обезбеди првични 30 милиони денари, треба да се гледа и во контекст на иницијативата за основање на Преспа форум за диалог, за кој исто така од буџетот на државата се издвоени 100 милиони денари за 2021 година. Како дел од овој проект е предвидена изградба на мултимедијален центар за младите, кој соодветно на самата символика на Преспа ќе биде место каде што би се организирал меѓународниот форум за диалог и соработка. Преспа форум за диалог ќе представува идентитет и бренд кој ќе биде врзан за нашата држава. Со овој, како и со сите останати проекти, како што е рехабилитацијата на Преспанското езеро, неговото чистење, изградбата на инфраструктурата, 18 милиони евра грантови во инфраструктура во целиот овој регион, Маркова нога отварањето на граничниот премин, новите најавени странски и домашни инвестиции. Веруваме дека со сите нив ќе бидат дополнително инспирирани широки можности за регионални соработки, привлекување на домашни странски инвестиции и со сето тоа правиме сериозен исчекор за еден нов лик на целиот овој убав македонски регион како место за инспиративна соработка и поврзување на народите и културите од регионот. Навистина, 2021 година очекувам да биде година на Преспа заради сите овие инвестиции кои што се проектирани во буџетот, а и се подкрепени со меѓународни фондови, за да бидат дополнителна мотивација за многу инвестиции од дома, од домашните инвеститори, но и од странски инвеститори. Благодарам.